Добро вечер, Македонијо! Ние, еве сме тука, дојдовме, како што најавивме. Нашето движење, Македонија блокира овде во близина на домот на Елизабета Канчевска. Ние тука дојдовме да ја предадеме писмо, но сепак тука сме спречени да дојдеме до нејзиниот дом. Тука е полицијата која е на 100 метри од нејзиниот дом. Ние овде не сме дојдени да правиме проблеми. Ние овде дојдовме да ја го врачиме писмото. Тоа писмо да го прочита, убаво да го изанализира и да свати дека македонскиот народ не е за промена на името. Македонскиот народ е за Македонија. Македонија! 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 Бидејќи сме тука, спречени да дојдеме до нејзиниот дом, а ако е дома, знам дека не слуша, Бети, излези, дојди да го примиш писмото. Уште еднаш, Бети, дојди да го примиш писмото. Изгледа Елизабета можда и не е дома или нема храброст да го прими писмото. Но сепак, дали ние да го прочитаме писмото, да знае јавноста, бидејќи тука се и медиумите, па ќе и пренесат. Иако ова писмо е споделено на медиумите и на социјалните мрежи. Го читаме уште еднаш. Ние, представниците на големата Сенародна коалиција за спас на името и уставот на Република Македонија, се обраќаме преку ова отворено писмо до вас, со повик да се вразумите и добро да размислите како ќе гласате во парламентот. И на вас, и на нас ни е јасно дека македонскиот народ не поддржува вакво срамно и насилничко менување на името, бришење на аснов, бришење на идентитетот и нашата културна и историска посебност. На референдумот народот си го кажа своето мислење и изрази став кој вие сте должни да го почитувате. На сите ни е јасно дека бевте изложени на притисок и закани кои не успеавте да ги издржите. Дел од вас беа пуштени од домашен притвор самиот ден кога требаше да се изгласа почетокот на процедурата. Тоа го нема никаде на друго место во цивилизираниот свет. Државата со вакво владение ни се претвори во пример за посмев и секаде сме посочувани како во наводници ненормална држава. Вие се уште имате можност да се издвоите и издигнете на сето ова.
Слушнете го крикот на народот. Слушнете го шепотот на минатите генерации. Подсетете се на жртвите кои ги положија своите животи на олтарот на битката за своја држава Македонија. Со кое право ова ќе го менувате? Кога ве гласа, за ова ли ве гласа? И за ова ли ве избра? Дигнете глава, ние сме со вас. Ако ви се заканува, народот ќе ве чува. Никој не може да оди против народот. Излезете со нас, просторно ќе ви биде. Ајде, Бети! Дојдете да ја спасиме Македонија заедно и да не бидете запаметени како предавници и изроди на сите наши поколенија. Сега веќе нема простор за играње на две столчиња. Или сте со народот, или вечно ќе бидете запаметени како негови сатрапи. Сетете се во тишината на ноќта на легендарните зборови на Брашнаров, со кои е отворено заседанието на АСНО. Во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прокорчински и на овој историски ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание, со радост и пред нежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Чинја до Вардар, од Места и Бистрица. Заплускуваат е цела македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетеколните од робски срам, од пропаста на Сајмоловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. И инспирирајте се од неговите визија и борба. Не се предавајте, не се продавајте, не започнувајте нови 10 века робски срам. Излезете со нас, елате да се прегрнеме, заедно да се избориме за нова надеж. Нема да биде лесно, но нема да сте сами. Со вас ќе бидат милиони македонци од Македонија и целиот свет. Ќе ве славиме како Брашнаров еден ден. Не дозволувајте да ве запаметиме како коте од рулја. И не дозволувајте други држави да ви подигаат споменици како нивни херои. Да живее Македонија! Вечна Македонија! 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 Ова беше писмото кое го прочитав. Сега ќе дадам збор на неколку наши тука да се обратат на присутните. Напише песна за новиот театар и ја дадов. Сака да се обрати? Еве господинот Филип Петровски ќе ви се обрати. Благодарам. Морам да кажам дека не е потребно волку полиција да застанува наспроти овој народ. Сакам да го изразам мојот протест до начинот на кој што сме запрени да отидеме до домот на пратеничката. Таа е моја стара познаничка и мислам дека имам право да и го врачам нашиот протест, овој текст и да побарам да размисли, длабоко да размисли, повеќе ноќе да размислува и да не го менува уставното име. Господа од полицијата, политички контролираната полиција, полиција која што денеска се јавуваше на мои блиски, да ги спречи да дојдат со мене на протестот. Треба да се угледате. Треба да се угледате на полицијата во Бугарија која што застана со народот и ги фрли шлемовите. Полицијата не смее да биде против народот. Вие сте дел од македонскиот народ. Вие не смеете да бидете политичка алатка. Не смеете да водите тајни досиеа. Вие треба да го чувате народот. Вие треба да го чувате интересот на македонската држава. Никој од нас нема намера да прави проблем. Но ние имаме право да им кажеме на нашите пратеници, кои што се гласани од овие луѓе, дека треба да го почитуваат тој што ги избрал. Никаде во светот нема тој што е изберен да биде чуван од тие што го избрале. Ова е срамота за македонската демократија, ова е срамота за македонските пратеници.
Тие ако се чисти, ако имаат чисти намери, треба да дојдат да застанат со нас. Никој нема да ги пипне, јас им ветувам. Да не чујат дека бараме да се сочува македонската држава. Ние не бараме туѓи држави. Не бараме поделба. Не бараме сецесија. Не бараме одвојување. Бараме да се ја заштитиме и они да ни помогнат македонската држава. Слушаме дека им се заканувале со затворски казни. Јас сакам да ги поканам, ако направиле криминал, да одат во затвор, да си лежат они, да не лежи место нив целиот македонски народ. Ние не сме должни да трпиме колективна затворска казна за тоа што некој од нив го правил. Бети, ако ме слушаш, те молам да размислиш. Немаш мандат, нити право да гласаш за промена на уставното име на Република Македонија. Дајте да не чуе, Бети, нема друг начин. Дигнете глас, македонци! Македонија! 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 Ова ли е проблем? Ова ли е проблем? Ова ли е проблем што викаме Македонија? Ова ли е проблем? Ова Македонија ли е уште да прашам? Чива полиција сте вие? Република Македонија! Чива полиција сте? Назаев! Назај! Туки појдат. На гангстерите. Моја е да ме повикам да се тргнете од нас. Моја е да ме повикам да се придружите. Ова видео оди онлайн. Ке остане сведоштво за вечни времења. Ке дојде време кога ќе ме молите мене и другиве да ни се придружите. Затоа што Македонија мора да се одбрани. Да се живи и здрави. Мислам дека се кажа. Да најаваме да се каже, слободно бъде. Добро вечер, Елизавета Канчевска-Милевска. Знаеме дека не слушате и денеска ве слушнавме и вас во собранието. Покренавте нова иницијатива за сенародно национално помирување. Па ако е така, ако си искрена, ајде сега излези тука со народот да се помириме. Така е! Со кого ќе се помирува само во собранието? Со тие што сакат да избришат се што е македонско. Значи лажно е тоа помирување кој што го кажувате. Од тоа произлегува дека сакате само да се спасите, да ги избегнете тие кривишни постапки. Точно! Не ни е лесно и на нас. Слушаме сте имале и вие притисоци. Посетивме многу пратеници. Меѓутоа, сите тие излегува до сега и ние им го предадовме писмото. Ако не друго, излези барем да видиме дека си добра домакинка. Слушнавме, сте имале многу закани. И точно е, ги имаме сите информации. Еден дел веќе ни се документирани. Знаеме како ви се заканувале. Знаеме тој ден во собранието што се случувало. Знаеме дека биле тие белосветски битанги од американскиот амбасадор Бейли и тие што биле на телефонска линија Хан и Могерини. Цел ден сте биле заклучени, но не им се плашите. На пролет ке има избори во Европа, во Европскиот парламент. Сите тие заминуваат. Доаѓаат десните партии, општа еуфорија во Европа. Сите овие соросоидни бандити заминуваат. Затоа издржете. Многу брзо ќе има претседателски избори. Сите вие неправедно прогонети ќе бидете слободни. Знам дека ви е тешко, меѓутоа не ни е и на нас лесно.
Еве јас сега од овој митинг повторно доаѓам од полициската станица Беко. Пред 2 дена пак бе во станицата во Беко. Не ни е лесно на нас. Не слушаат, не преслушкуваат, полициски не се закануваат. Меѓутоа сега мора да издржиме. Нека не следат, нека не преслушкуваат. Само да не дозволиме да ни го убијат духот. Ако ни го убијат духот, ќе ни го убијат и името, и идентитетот, и историјата, и традицијата. Затоа издржете од името на народот, ве замолуваме, издржете, бидејќи ова не е борба. Овие луѓе тука се од партии, од здруженија, од невладини организации, меѓутоа не сме тука, ова не е борба за власт, ова не е борба за поединци, за Бети Канчевска или за мене или за било кој друг. Ова е борба за опстанок на цел еден народ. Ова е борба за Македонија, борба за македонците. Ти си човек кој што доаѓа од културата. Знаеш пред 100 години што било пишувано во македонската историја. Точно се знае кој на која страна бил. Еве и во нашето писмо се спомнува еден од предводниците во македонската историја. Да не дозволиме сега, после 100 години, и нас да не забележат како предавници на сопствениот народ. Гледате што прават сега. Не наметнуваате на психологија, сами да се уништиме. Тие белосветски питанги што доаѓаат во Скопје, од Брисел, од Вашингтон, тие после 10 години кога ќе доаѓаат тука, кога ќе ги пишуваат своите мемуари, нема да викат дека они не избришале, они ќе викат гласа вашите пратеници, тие се избрани народни пратеници. Затоа не им се плашете, да издржиме уште малку, бидејќи и во Македонија, и во регионот, и во Балканот се навестуваат нови политички околности, нови влијанија, нови геополитички поместувања. Затоа знаеме дека не слушаш вечерва, не се плаши и еве уште една ще повикуваме. Ние сме пред твојот дом. Излези да те видиме и да го почнеме тоа национално помирување. Да живее Македонија! И оваа битка ќе ја добиеме во овој краток период, уште 2 до крајот на нова година, кога треба да се решава судбината. Драги пријатели, почитувани македонци, мора да ја добиеме, оти ова е света должност на секој македонец и затоа ние оваа битка мора да ја добиеме. Да живее Македонија! Никогаш северна! Душа драго носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Добро вечер, драги македонци. Овде, пред домот на нашата министерка за култура, која ни беше на сите уметници 10 години министерка, сум со должност да пренесам една порака од група, поголема група, на значени, еминентни, афирмирани творци кои беа запоставувани во времето на министерствувањето на министерката Камчева. Пораката е следна, првиот дел ќе го кажам. При крај нема долго да трае ова. Првиот дел, што ме замолија колегите мои да и пренесам на министерката, таа знае што значи ова. Дека за овие години 10, додека беше на таа позиција како министер за култура во Министерството за култура на Република Македонија, придонесе во згаснувањето на многу творечки, уметнички жарови, амбиции, мисли, преокупации со незината селективност и бришење на најдобрите вистинските творци во Македонија. Срамота, уа! Таа си знае што значи ова. Ќе прочитам сега еден краток момент што и беше дадена висока почест на министерката да предводи еден значаен творечки интердисциплинарен проект. Еве ќе за таа цел ве покануваме, тоа
накратко само дел изнесувам во интерес на нашето време, вашето време, од името на заедничката творечка, авторска, граѓанска, глобална, цивилизацијска заложба и иницијатива да ја поведиме новата цивилизацијска ренесанса и да ја подвижиме сите заедно од Република Македонија. Преку соработка од заеднички интерес за регионот, интеррегионален и глобален цивилизацијски развој, да ги насочиме, да ги насочите и менаџирате од ваш аспект создадените особени високи вредности за потребите на Министерството за култура и на зелената опција на Република Македонија. Во таа прилика се работеше за еден многу значаен творечки проект со длабоки цивилизацијски вредности и беше дадена можност тој проект да го поведи точно Министерката за култура денеска во овај дом ако е. Прашуваат сите што беа вклучени, зашто го спречи тој проект од цивилизацијски димензии и вредности, особено за македонскиот развој, афирмација и дигнитет на Република Македонија. Антимакедонка. Ако не работеше за Македонија, прашањето на колегите беше за чии интереси работеше Камчевска? Па еве сега се докажа. Доколку свесни за ова што го направи, тој преседан кој го сметат за веле предавство на својата татковина. Творците и порачуваат, доколку не се вразуми, не се поврати на националните позиции на Република Македонија и да се застани со сопствениот народ во одбрана на сопствената татковина. Во тој случај, еве го досието, ќе биде изложено на цела прецела и македонска и меѓународна јавност, затоа што овде е направен еден злостор на цел еден народ, на цела една фела творци кои има надеж, кои сака од се срце да направат добро и за човештвото и за својот народ, Република и на Републиката Македонија. После ова и даваат можност творците добро да размисли и да се врати во јатото на собствените творци. Доколку не го направи тоа, уште еднаш ќе напоменам дека целото досие за неправилностите, за злосторот што го направи Кочици го тој проект и другите, ќе бидат јавно излажени, искажани. Да е жива Македонија, вечна Македонија, докле за Македонија, никогаш не ја даваме. Патриотите се тука, родолюби, творци и народот, докле ќе се бориме. Не значат животите наши без нашата Македонија. Браќа и сестри македонци, можам да ве известам дека господјата Канчевска не е дома. Господјата Канчевска, знаејќи дека ќе дојдеме, има добиено наредба да излезе од дома, да избега од тука. Господјата Канчевска штити овде полицијата, кога веќе не е дома, не знам зашто толку и полиција е ангажирано да ја чува. Што чуваат? Куќата? Не сакам сега тука да ве разочарувам, ние нашето го сторивме. Ние дојдовме, ние писмото го прочитавме, медиумите ќе го пренесат, истото писмо таа може да си го прочита и во собранието, бидејќи и таму е поднесено. Но нашиот пат нема да запре овде. Им благодарам на полицијата што се слепи послушници на министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Значи, не треба толку, вие сте народна полиција, не сте против народот, него треба вие да го штитите народот. Не треба да штитите предавници. Треба предавниците да ги апсите. Јас бев борец и 2001. Се борев. Зошто се борев? За ништо испаѓа. За една Канчевска и такви како неизе да се богатат и да си го полнат джебот и да нема храброст да излезе лице во лице со мене и со нас, да го приме ова писмо. Ништо нема да ги прави. Само да погледнеме
i da vidimo da li će se zasrami za predavstvo što mu pravi. Da žive Republika Makedonija, a spremnicite neka mu vam mislat što pota. Makedonija, 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 Makedonija.